Nad Makedonia se rađa, novo sonce na slobodata. Makedonci te se borat, zasvojite pravdini. Makedonci te se borat, zasvojite pravdini. Od novo sega znameto se ve, Nakruševska ta republika, Goce delčev pitu guli, Dame Gruev sandanski, Goce delčev pitu guli, Dame Gruev sandanski. Gorite makedonski šumno peat, novi pesni, novi vesnici. Makedonija slobodna, slobodno žive. Makedonija slobodna, slobodno žive. Почитувани борци од Народно-ослободителната војна, ветерани, почитувачи на ликот и делото од НОП, почитувани представници на Советот на општина Куманово, представници на АРМ, МВР, јавните и државните установи во општината, представниците на политичките партии, невладините организации, почитувани сограѓанки и сограѓани, представници на медиумите. Денот на независноста на една држава е најсветла и најцврста потврда за суверенитетот, државноста и самостојноста на една држава. Издвојувањето на статусот независна, суверена демократска држава понатаму го дефинира патот по кој ќе се создава иднината на останатите државни процеси. Денот на независноста на Македонија представува многу повеќе. Овој ден е изборен со моќта и силата на културната еманципација, со национална самосвест и со силно изразена совест и одговорност кон иднината и идните генерации. Пред истата одговорност стоиме и денес и со истата доза на свесност ја градиме иднината за нашите најмили и најмлади. Пред 28 години, на 8 септември, јасно и недвосмислено кажавме дека спокојно со демократски процес, со здраво изграден идентитет, Македонија постоела и ќе постои понатаму. Врз основа на нашиот историски потврден суверенитет, желбата за самостојна држава, како поттикнувачки мотив, инспирација и правен легитимитет да постоиме и обстојуваме како независна држава во глобалниот свет, каде ќе ги следиме демократските процеси и ќе ги застапуваме нашите вредности. Во историјата на нашата земја има повеќе пресвртни точки, клучни одлуки кои ни го одредуваат и одредија патот на нашата иднина. Го имаме Илинден 903, Асном 44 и 8 септември 91. Секој датум од оваа наша историја носи своја тежина и има своје значење. Но токму таа тежина на одлуката и патот по кој се дошло до истата го зацврстува нашиот суверенитет и интегритет. Овие датуми се изворот на нашиот идентитет. Во нивното значење треба да ја најдеме силата
и свесноста за нашата автентичност и во периодот кој што предстои. Нашиот Илинден 8 и 8 септември се непобитни докази дека ние сме македонци и тоа никој не може да ни го одземе. Додека сме тука да го одбележиме денот на нашата држава, зборуваме за значењето на овој голем ден за сите нас. Случувањата во 90-тите години од денешен аспект и патот кој Македонија го избра, насоката по која тргнаме да ја прокламираме нашата сувереност и идентитет, денес во актуелните политички случувања ни носат признанија и уважување на високата демократска свест и самосвест за сопствениот суверенитет. Тогаш, во најтурбулентните времења, испративме една силна и моќна порака до сите, која што стана пример и референца во креирање на глобалните геополитики. И тоа не беше прв пат да ја демонстрираме нашата политичка зрелост, глобалната аспирација и идентитетска самосвест и на македонците, но и на сите граѓани кои што живеат на овие простори. Гледајќи ја нашата историја, несомнено многу пати сме испрачале пораки кон светот. Нашите гласови биле громогласни, биле тивки, но секогаш моćни и силни во онаа што го порачуваме. Да се пренесе пораката што Северна Македонија во својата историја ја испрачала толку многу пати е огромна чест и лично задоволство за секој што имал можност да ги брани, да потсети, да ги прошири понатаму вредностите врз кои е изградена нашата држава. Така и за мене, пред се како македонец, градоначалник на општина Куманово и како човек што верува и секојдневно се раководи од овие вредности и цврсти постулати на нашата државност. Денес, додека стоиме тука, на овој 8 септември, треба да знаеме дека ни следи период на промени. Ни предстои процес на искажување и докажување на нашите државнички, културни, цивилизацијски и политички вредности. Период кога уште многу пати ќе испратиме таква тивка порака, но многу моćна, дека државата си го зема своето место во големото европско семејство и си создава свој пат кон иднината. Ни предстојат големи предизвици и уште еден период во кој треба да докажеме дека оваа земја и овој народ и сите граѓани во Македонија имаат сила, капацитет, кои можат да ги носат и пренесуваат европските вредности. Доколку се обединиме под иста визија за иднината на оваа земја, иднината во големото семејство, каде што нашите права ќе бидат загарантирани и нашиот глас ќе добие на сила, нашето сонце ќе светне посилно. Ако се обединиме сите во име на правдата, во име на демократијата и космополитизмот, што ги има во сршта на нашето постоење, нашето заедничко македонско сонце ќе сјае посилно. Потребно е само да не носи истата мисија за нашата иднина. Оваа нека е порака од нашето мултиетничко Куманово, од сите нас, од нас македонците, албанците, србите, ромите, власите, турците, бошњаците и сите етнички заедници кои што живеат на територијата на нашиот град и нашата држава. Северна Македонија сакаме и ќе ја сместиме да биде најсветлата звезда на европското небо и полноправна членка на НАТО. Во името на минатите времења, од денешниот свечен ден, да ја продолжиме да ја создаваме европската иднина на наша заедничка Македонија. Нека ви е честит празникот 8 септември, вечна им слава на сите паднати борци за нашата држава, да живее Куманово и Република Северна Македонија. Со навлажните зеници се врти кон најмилите им мафта. Заминува со надеж за подобра иднина, но заминува со гнев во душа, што ќе живее далеко од своето гнездо. Ги остава родителите на кои сака да им се одолжи за стореното изминативе години за него. Ја остава сопругата, која во утробата го носи нивното чедо, со желба да им обезбеди убава иднина.
уште еден куфер, полн со надеж, заминува од границите на оваа држава. Живееме во едно транзицијско време кое што скоро 30 години надвиснало над мојата држава и цврсто не држи во своите канџи. Време каде секој нешто ветува додека да дојде на власт. И потоа се некако се губи и се оди надвор од реалноста. А таа реалност сме ние. Ние граѓаните, ние градителите на онаа што треба да представува модерно општество, онаа што треба да представува сигурна иднина. И ете, сведоци сме дека поминаа неколку влади со многу ветувања со мал бенефит за граѓаните. И се така се врти во еден маѓепсан круг од празни ветувања и се повеќе граѓаните ја губат и онаа мала трошка надеж за подобро утре за својата држава. Гледам статистика на вести дека за разлика од пред 20 години, дури 60 илјади имаме помалку популација, што се должи на масовно иселување на граѓаните во туѓи држави за да обезбедат посигурна иднина за своите деца. Јас кога бев прво оделение, нормално беше една паралелка да брои 40 деца. Сега и 15 ја сметаме за доволен број на ученици. Се прашувам себе си, а ве прашувам и вас. До кога ова ќе оди вака? До кога ќе гледаме како иднината на Македонија екзистира во туѓина? Уште колку ќе дозволуваме да не нарекуваат држава на стари лица? Факт е дека нашата држава се повеќе ја напуштаат и семејства што тука ги имаат сите придобивки и важат за успешни. Тие не заминуваат заради сиромаштија или да го подобрат своето екзистенционирање. Не, тие буквално бегаат од државата, бидејќи се сити од празни ветувања, сити од корумпирани полтрони и подлизурковци кои за грст пари ќе си ја продадат и родената мајка. Имам уште многу да пишувам и да критикувам, но и без тоа овој народ знае. Многу одамна се освести и свати дека политичарите уште долго време планираат да се богатат преку нивните плеќи кои се повеќе и повеќе се виткаат од товарот на оние што ги измислуваат даноците, наметнуваат сулудни казнени решенија кои со брзина на светлината десеткратно се наплаќаат од страна на крвожедните извршители. И така се повеќе и повеќе се задолжуваме и се повеќе го допираме дното кое не влече како магнет во бездната. Дајте еднаш да се најдат луѓе кои навистина ќе работат за народот. Дајте еднаш да се работи вистински и од срце, оти народот препознава. И она мала трошка искреност за подобра иднина, народот ќе ја препознае. Дури кога ќе се подобри општествената клима во државата, тогаш можеби и ќе стагнира одлевањето на граѓаните по туѓи држави. За промени не треба чудо. Доволно е само да се сменат сите досегашни политичари, суди, оти за овие 20 и кусур години од осамостојувањето, ги видовме сите нивни бои и можности да преоѓаат од една во друга партија само да си го зачуваат богатството стекнато преку немилосрдното даночување на граѓаните. Да дојдат нови лица, со прогресивни идеи, со честност и компромисност во владењето на правото. Дури тогаш можеби пак имаме 40 на дечиња запишани во една паралелка. Многу време ќе треба за да се врати вербата кај граѓанинот, но не треба да ја губиме надежта и да се предадеме. Велат дека една ластовица не ја чини пролета, но од некаде мора да се почне. Јас денес можам да кажам дека сум горда на нашиот градоначалник кој несебично и мудро го води мојот град и се труди да ги реши проблемите на своите граѓани. Тој е вистински пример како треба да се бори и да мери со ист аршин за сите етнички заедници. Јас мојата иднина ја гледам тука, во мојата држава што крвари, но сепак стои справена и покрај многуте страдања што и ги нанела историјата низ годините наназад. Јас цврсто верувам дека треба да останеме тука, да работиме и твориме, бидејќи Македонија е нашето минато, сегашност и иднина. Македонија, колку гордо звучи. Сакајте ја својата татковина, бидејќи ако сгрешиме сега, ќе им сгрешиме на идните генерации, на нашите поколенија. А што има помило од своето дете и од своето потомство? Татковино моја мила, љубов си наша голема, сега и за секогаш.